Лидерите на Европската Унија го одбија барањето на Украина за распоредување мировници кои би ја надгледувале ситуацијата во источниот дел на земјата, каде што и натаму има повремени гранатирања и борби со проруските сепаратисти. На самитот Европска Унија Украина во Киев, сепак Брисел вети зголемување на хуманитарната помош. Посматрачите на ОПСЕ соопштија дека продолжуваат гранатирањата во источна Украина и покрај примирието кое беше склучено во Минск, Белорусија во февруари годинава. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск по самитот во Киев изјави дека ги разбира барањата на Украина за испраќање мировници, но тие невозможно Унијата да испрати воена мисија. Туск вети друг вид поддршка за Украина. Европа е решена да действува, вклучувајќи ги и санкциите, се додека договорот од Минск не биде целосно имплементиран. Не разговаравме за можните црвени линии на агресијата. Нашата работа е фокусирана врз спречувањето на руските сепаратисти од натамошни агресивни чекори, изјави Туск. Тој додаде дека Европската Унија наскоро ќе испрати цивилна мисија во Украина за следење на хуманитарната ситуација во земјата. Имено во конфликтот меѓу украинските сили и проруските бунтовници досега загинале над 6000 луѓе, а над 1 милион се раселени. Туск им порача на украинците дека и покрај тоа што имаат моќен непријател, имаат и голем број пријатели. Треба да сметате на помошта од пријателите, но тоа нема да биде доволно доколку и самите не ја реформирате Украина, порача Туск. Украинскиот председател Петро Порошенко пак вети за брзување на реформите, оценувајќи дека Украина за 5 години ќе биде подготвена да се кандидира за членство во Европската Унија. Но според Порошенко сега приоритет е стабилизација на земјата на истокот. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во Киев се заложи за забрзување на процесот на интеграција на Украина во Унијата. Ние сакаме договорот за слободна трговија со Украина да стартува од 1 јануари наредната година и да нема веќе одлагања, рече Јункер. Во меѓувреме во местото Широкине во близина на Мариупол, кој е под контрола на украинските сили, продолжуваат борбите, јавуваат посматрачите на ОПСЕ, кои регистрирале и раздвижување на тешко оружје. Сепаратистите се заканија дека наскоро ќе превземат нова офанзива врз градот, веднаш по завршувањето на прославите по повод 9 мај, односно крајот на Втората светска војна. Портпарол на Стејт департментот соопшти дека Русија распоредила дополнителни противвоздушни системи во источна Украина и позиционирала неколку на линијата на фронтот.